Едно 3-годишно и 20 повозрастни деца се со инсулинска терапија во Гостивар. На целото гостиварско подрачје регистрирани се 1800 диабетичари. Последнава година и пол дена не сме имале проблеми со инсулини. Тој навремено се донесува во нашиот диспанзер и редовно се дели на болните од шеќерна болест. Инаку сегашните инсулини се многу прочистени, многу квалитетни и не даваат компликации кај болните од диабет. Негде од прилика на еден болен годишно му требат околу 50 пенкалца со инсулин. Инаку за Гостивар можам да кажам дека во последниве неколку години бројот на болните од диабет е се поголем и поголем и пациентите што се на инсулинска терапија исто така се помногубројни. Можам да кажам дека за Гостивар негде околу 1700-1800 пациенти се веќе поставени на инсулинска терапија. Денес Советот на млади од Гостивар во соработка со Здравствениот дом организираше бесплатни прегледи за мерење на шеќерот во крвта. Делење на информативни флаери, значи мерењето на гликемијата во центар на градот, што одеше во соработка со Здравствениот дом. Ова е првата активност на неделата на млади, што значи дека ова недела ќе ни биде преполна со активности кои значи ќе им се посветат на младите и ќе промовираат разни вредности како културни, спортивни и секако значи како Совет на млади се грижиме и за здравјето на нашите граѓани. Граѓаните ги поддржуваат ваквите активности и како што велат, со ваква активност контролата ја остваруваат на минување. Сега сум преглед овде, не сум прв пат, јас сум во амбуланто се прегледам, се правим контрола. Со шеќерот е скриена форма на болест и не може човек одма да дознае да вака, ако се испитува ќе дознаеш, ако не. Супер е. Баш вака треба. Да се најде за луѓе, да имат за стари. Во денешната близу 200 контроли кај дел од контролираните забележено е зголемување на шеќерот во крвта, за што се препратени на дополнителна контрола. Има нови случаеви и претежно кај младите, ама тоа не значи дека има шеќер, има диабет. Треба да направат 3-4 тестови па да се дојде до тачна диагноза. Бидејќи диабетот не се зема така, тоа е болест кој трае долго, се лечи долго, али во ова современо време има лекарства против диабетот и може да живеат удобен, комотен стандард, али со терапија. Лекарите препорачуваат редовна контрола за рано откривање на диабетот, здрава исхрана и водење здрав живот.